Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Премиерот и министерот за транспорт и врски беа на пуштањето во употреба на експресниот пат Градско Дреново. Патот значи поврзување на Прилеп, Битола, Могила, Новаци, Кривогаштани, Крушево, Росоман со главниот град. Пратеникот Миле Талевски тврди дека експресниот пат Градско Дреново на 92% е реализиран од СДСМ. Денеска на Василица во Прилеп, кој ја најде паричката на среќата. Ракометарите на Прилеп ги започнаа подготовките. Времето денеска студено и облачно со температура минус 3 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Денеска беше пуштена во употреба делницата Градско Дреново како дел од експресниот пат Градско Фариш, на кој присуствуваше премиерот Христијан Мицкоски. Тој посочи дека продолжува проектирањето на делот до Прилеп преку Плетвар, а истовремено со несмалена динамика продолжува изградбата на автопатот Прилеп Битола. Договорени сме со јавното претпријатие Државни патишта да продолжи проектирањето на делот до Прилеп преку Плетвар, оној дел кој што треба да се прошири, да се надгради, а истовремено со несмалена динамика продолжува, не започнува, таа е започната, но продолжува изградбата на автопатот од Прилеп до Битола и очекуваме и таа одсечка автопатска да биде час поскоро завршена и се обидуваме да најдеме начин како да обезбедиме средства да ја завршиме обиколницата околу Битола до граничниот премин Меджитлија, со што на еден брз начин би се користела и оваа одсечка од коридорот 10 или одсечката 10D, преку која што стотици илјади, би рекол милиони возила годишно се обраќаат. Министерот за транспорт и врски и вице-премиер Александар Николовски по повод пуштањето во употреба на експресниот пат Градско Дреново истакна дека овој пат е од огромно значење за поврзување на Прилеп, Битола, Могила, Новаци, Кривогаштани, Крушево, Росоман со главниот град. Изведувачот се спремаше за арбитража, веќе првите чекори беа преземени и, како што кажав, работниците беа повлечени. Причината, претходната влада година и пол не сакала да потпише два адендуми, адендумот 3 и 4, кои што беа договорени заедно со Европската делегација, и не сакала да формира комисија која што ќе ги спроведува. Новата влада за само месец дена ја формираше комисијата, истата се формираше некаде на крајот на месецот јули, во тек на месец август се работеше на содржината на овие два адендуми или анекси и на 12 септември проблемите беа решени.
Од 12 септември до буквално нова година се работеше тука, се заврши и сакам еве да честитам на сите затоа што имаме завршен експресен пат. Овој проект, вреден на 37 милиони евра, е дел од посветената работа на СДСМ во развој на патната инфраструктура и подобрување на животот на граѓаните од овој крај, рече пратеникот Миле Талевски. Над 37 милиони евра е дел од посветената работа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во развојот на патната инфраструктура и подобрување на животот на граѓаните од овој крај. Владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија обезбеди средства и го реализира проектот со над 95%. Ги заврши трите клучки кај Градско, Росоман и Дреново, 4 виадукти, сите мостови над патници и подпатници, како и 98% од поставениот асфалт. Денеска е Василица, кога прилепчани по традиција ја бараат паричката на среќата во Бурек. Како дел од оваа традиција, по четврт пат во градот се организира манифестацијата Василица во Прилеп. Беа поделени околу 500 буреци, а во еден од нив е поставена паричката на среќата. Кој ја најде паричката на среќата на Василица во Прилеп засега нема пријавен. Веруваме, затоа дојдовме да ни се падне паричката овде. И убаво е празникот за среќа, здравје, берекет. На она што ќе му се падне на домаќинот, таа ќе му биде среќа во годината. На секој оној што ќе му падне парето, тоа значи ќе биде многу берекет, повеќе здравје, среќа, радост, љубов. Зависи љубов како ќе го Господ како ќе му пише, така речем. Па носи некогаш зависи, зашто викам ја. Кога скараш детето, ти си го најдеш паричето на бадник, ако те грабно. Тоа е работа, зависи како е. Четврта година поред, традиционално во духот на православната вера, Општина Прилеп го реализира овој настан по повод Василица, каде што сите знаеме, ако тргнеме уште во 4-тиот век, кога започнала оваа традиција, кога Свети Василий Велики поделил лепчина, каде што секој граѓанин го нашол златникот и на тој начин се верува дека ќе го следи среќата во текот на годината. Во очи на денеска Свети Василий и Општина Прилеп го празнува овдека во центарот на градот, каде што ќе поделиме буреци, каде што еден граѓанин ќе има таа среќа да го пронајде парето, а Општина Прилеп ќе му додели скромен подарок. Исто така сакам да се заблагодарам на фирмите кои што помогнаа денеска Општина Прилеп да го реализира овој настан, а тоа се фурна Маја, пекарата Алекс и исто така пекарата Џулијано. Јас сакам како председателка на Советот на Општина Прилеп да пренесам порака до нашите граѓани, пред се да доминира љубовта и доброто, затоа што тоа секогаш го победува лошото и злобата, така да се надевам дека овој ден сите ќе го празнуваме во мир и на среќниот добитник ќе му честитаме и ќе им посакаме мир во семејството и секако просперитетна година на Општина Прилеп. Ракометарите на Прилеп ги започнаа подготовките. Играчкиот кадар главно останува непроменет за наредната полусезона. Од клубот заминаа само Томче Трајчевски и Михаел Ангелески. Играчите со кои располага тренерот Божидар Мојсов се надеваат на пласман во плей-оф од фазата од Суперлигашкото друштво, што засега е целта на клубот. Покрај тренизите, со стартот на вториот дел од сезоната, екипата планира да одигра неколку пријателски надпревари за проверка на формата, а засега нема најава за подготовки надвор од Прилеп. Првиот надпревар на РК Прилеп во вториот дел од Суперлигашкото надпреварување е со екипата на Бутел од Скопје. Временска прогноза. Времето денеска студено и облачно со температура -3 степени Целзиусови. За утре и за четврток предплане ќе се задржи претежно облачно и студено време со повремени врнежи од снег со слаб до умерен интензитет. Ќе дува слаб до умерен северен ветар, а во петок и за време на викендот ќе преовладува стабилно време со пораст на дневните температури. Утринските температури во текот на овој цел период насекаде ќе бидат по нулата,
а некаде ќе се спуштат и под минус 10 степени. Во котлините се очекува појава на магла и пониски дневни температури. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.